Желбата за власт е наркотик за политичарите. Зависноста од неа ги прави безвредни доследноста и искреноста во која се колнеле, особено кога на увид ќе биде ставена цената која биле подготвени да ја платат за незината опојност. Оние што биле сведоци на неуспешниот обид за криумчарење, со нелагодност изразуваат чудење за актуелниот протест против незиното легализирање. И од страна на ДУИ ми беше приложен текстот кој го имаше издефинирано со ВМРО-ДПМН. Верувајте дека во ниту една одредба законот не се разликува од тој што бил издоговорен со ВМРО-ДПМН. И што поразличен не е ниту односот кон галеничињата на власта. Ветувањата дека тие 1600 џокеи кои 10 години безмилосно го јаваат буџетскиот конј ке станат кавалерија, паѓаат од небо кога не баре преморени од досегашниот ангажман, наместо да им биде наредено, ќе бидат замолени, ако може да почнат самите да ја чистат шталата. Ја знаете, некаде нема да најдеме соодветна разбирање помеѓу луѓето со она, нема да им е прифатливо тоа што ќе им се нуди. И тогаш се применуваат законските одредби каде што овие луѓе се ставаат на трансфер листа, не значи да се пуштаат од работа. Таа трансфер листа на лица што никогаш ниту влегле во игра, туку само ја грееле клупата, ја символизира единствената крената бариера, она на работници и на неработници, на политичари и на политиканти, на власт и на немоќ. Критиките дека функционира систем кој дискриминира и не ги задоволува принципите на нормалноста се огледаат и во концептот на субвенционирање, кој ќе биде уште еден символ на неравноправноста и нееднаквоста. Ние не можеме да водиме економија која доминантно ќе се потпира на вбризгување на јавни пари кои даночните обврзани ги плаќаат од свој джеб, дали се тоа бизнисите или се граѓаните, се едно, кои завршуваат на крај само кај бизнисите кои треба да ги поттикнуваат своите натамошни бизниси. Тоа не е пазарна економија. Не е проблем само економијата, од озаконувањето на ваквите незини постапки е невозможно без исклучителното влијание на правниците. А тие се оние кои, застанувајќи за своите одлуки, даваат смерница за тоа што е добро, а што зло, па дури користејќи ја својата положба, таквото однесување да го дефинираат спротивно од востановеното правило дека се работи за тивка согласност. Воздржаниот глас е глас против. Со останатите сите 7, без исклучок, сите 7 гласаа за Марија Ѓорѓева. Значи Марија Ѓорѓева не е избрана со гласот на Коле Штериев. Марија Ѓорѓева е избрана со гласовите на останатите 7 члена. Јас сум воздржан, тоа е еднакво против, тој глас не се брои. Не се брои само гласот што се иззема од одлучување, се друго е јасно изразен став. Тој може да биде позитивен и негативен, во зависност од страната која го толкува и од природот. Тогаш приматот врз професионалното го зема приватното, па наместо задачите и нивното исполнување. Во јавниот дискурс доминира пуританизмот и пред честниот суд се пребројуваат страшните злодела на грешниците. Ако се уште сметаат дека моето одење во диско беше злостор, знаете како викаат? Сторителот секојаш се враќа на местото на злосторот. И на крајот, сторителот веќе одамна го нема, но истото злосторство повторно е на повидок. Според моите оценки, според сите разговори што ги имавме таму, можам навистина да кажам дека е огромна известноста и сигурноста дека 2006 година Република Македонија ќе ја добие поканата за членство во НАТО алијансата и се надевам дека тогаш сите овие скептицизми што денес во Македонија постојат на најдиректен начин ќе бидат демонтирани. Покана ни по 12 години нема. Остана само истиот оптимизам дека конечно ќе биде демонтиран скептицизмот.